Демонстрантите од шарената револуција меѓу зградите на градски ѕид вечерва со чаталот неколку пати успеаа да го погодат со боја Министерството за финансии, откако беа блокирани од полициски кордон да протестираат пред зградата на институцијата. Тие неколку пати безуспешно се обидуваа да го пробијат полицискиот кордон и потоа преку подземни алтернативни премини низ гаражите на градскиот ѕид се пробија до Министерството. Полицијата не им дозволи на дел од демонстрантите да излезат од влезовите. Демонстрантите претходно не идоа и на блокада на улица Македонија, пошто следаа турканиците кај премините меѓу зградите кои водеа до Министерството за финансии. Тие извикуваа полициска држава и пуштете го народот, а полицајците ги потсетуваа дека земаат плата од сите граѓани на Македонија, а штитат криминалци. Протестот на шарената револуција против еврообврзницата од 640 милиони евра вечерва почна пред просториите на специјалното јавно обвинителство. Демонстрантите носеа транспарент со порака 1,1 милијарди причини за крај. Демонстрантите велат дека процесот околу издавањето на еврообврзницата не е транспарентен, бидејќи нема никакви информации на веб страницата на Министерството за финансии, ниту пак презентација пред јавноста за нејзината потреба. Граѓаните кои протестираат велат дека бараат оставка од актуелната влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ и формирање преодна влада која нема безобзирно да ја задолжува земјата и граѓаните, туку ќе ги спроведе итните реформски приоритети од извештајот на Прибе и ќе создаде услови за фер избори.